Штип е со интенција сообраќајно безбедностното ниво постојано да се зголемува. Проектот Сите безбедни на улиците веќе се реализира. Безбедносната состојба на територија на општина Штип мора да се промени и во насока на заштитување пред се на пешаците кои што се дел од централното градско подрачје. Започнавме со поставување на заштитни огради, на заштитни столпчиња на самите тротоарски површини. Во истата насока и проширувањето на тротоарските површини со изградба на конзоли на реката Отиња. Во таа насока се прават на неколку нови потези кои што се во централното градско подрачје, конзоли на река Отиња. Со тоа ќе се овозможи многу поголема безбедност, побрз проток на сите учесници во сообраќајот и верувам дека значително ќе се подобри состојбата со која што се среќаваме и соочуваме. Општината особено е фокусирана на учениците, поради што пред училиштата и училишните установи ќе се подобрува хоризонталната и вертикална сообраќајна сигнализација. Веќе општина Штип е влезена во фаза на изработка на светлосни пешички премини кои што ќе бидат поставени, односно ќе бидат обележани примарно пред сите училишта во нашиот град, за да ја зголемат безбедноста на учениците кои што ги користат овие пешечки премини примарно и да ја зголемат видливост на истите кај сите учесници во сообраќајот. Најважен сегмент во целото ова сепак е едукативниот момент. Она кое што пред малку го споменав е да влијаеме на свеста кај граѓаните, кај помладите генерации. Веќе направивме сообраќајни и едукативни паркови во детската градинка Астибо, но она кое што го планираме за 2025 година е во рамки на основното училиште Тош Арсов да имаме малку поголем сообраќајен едукативен парк каде што ќе бидат опфатени дечињата од училишна возраст, кои што ќе се едуцираат со сообраќајните правила, со сообраќајните знаци и слично. Во контекст на сообраќајната безбедност, секторот за внатрешни работи Штип веќе има засилено и предупредувачки контроли на улиците во градот, а од 15 февруари ќе започне и со ригорозни казни.